Мојот пријател, тоа е рака што те поддржува во болка и во мака. Тоа е уво што ја слуша и твојата мака и твојата радост. Тоа е поглед што гледа, тоа е срце што се отвора и никогаш не се затвора. Книга. Како мали од неја читаме приказни и сказни, а кога малку ќе пораснеме и романи и раскази разни. Па што е тоа знаење што ни дава, а ништо освен малку посветеност што бара. Па тоа е книгата, зар не? Таа на се не учи, а со неа полесно може се да се научи. Таа насекаде ни светот те носи, каде и да посакаш, таа ќе те однеси. Секакви места да видиш и да се зачудиш, како е можно со книга да се патува. Па тоа го разбира само тој што чита, а ако ти не знаеш, прочитай, а потоа многу ќе сакаш да читаш. Книгата ни дава сила, книгата ни дава моќ, книгата се чита и во ден и во ноќ. Книгата е сонце што не грее, книгата е птица што ни пее. Таа не ни дава тага, вистина ви кажувам, не е лага. Книгата е светол ден, книгата е лесен плен. Книгата ни треба и во четврток и во среда. Книгата ни дава знаење и сила, книгата е многу мила. Книгата се чита лесно, само кога ја читаме честно. Со задоволство те читам и те листам лист по лист, и со знаење од тебе се китам, и така со задоволство продолжувам да читам. А навечер кога падне мрак, те затвора моја мила книга, со прекрасни корици, со букви крупни напишана. Оставајќи те на полица, се збогувам со тебе, до следното утре кога ќе те зема покрај себе. Книгата, прозорец кон светот. Уште од мала јас многу ги сакав книгите. Секогаш кога мајка ми купуваше книги со приказни, се обидував да ги разберам. Книгите се непроценливо богатство на светот. Кога првпат се сретнав со книгата, бев чудовидена. Нејзините убави страници ме пренесува во еден чуден волшебен свет на бајките. Па како немирно конче кое трча низ полската ширинка, како славец што весело пее во гората, бев радосна и сакав секому да му докажем дека сум голема и дека веќе имам книга. На страниците на книгите се редаа безброј букви и бројки. Тогаш сватив дека книгата ќе биде мојот најверен пријател. Веќе подолго време се дружам со книгата. Таа ме пренесува секаде. Од неа ги дознавам тајните на светот. Таа ме доведува до волшебни гори и волшебни дворци. Ми раскажува за витези кои скитаат по светот барајки згоди и незгоди, за стебла што зборуваат, извори што леат и букви што се движат. Со книгата патувам и по зелени полиња, се запознавам со јунаци, со знајни и незнајни борци кои се бореле за слобода и кои се пример за храброст, достоинство и самопожртвување. И како да не ја наречам книгата мој најверен другар, кога таа со мене е неискрена. И уште многу тајни криет нејзините страници кои се немир за мојата душа и со кои секогаш ќе другарувам. А читањето и пишувањето се огледало и патокас кој иднината. Затоа секогаш ќе другарувам со немудриот учител книгата. Прва средба со книгата. Се сеќавам кога бев мал ми се ближеше роденденот, а јас бев многу среќен. Очекував мајка ми да ми купи топка. Дојде и тој ден, јас за роденден ги поканив моите другарки, седев и наједнаш се појави мојата мајка. Во рацете држеше шарена кеса. Се израдував бидејќи мислев дека е топка. Кога погледнав видов хартија листови од страните корици. Почнав да плачам на сиот глас, а мајка ми рече да не го правам тоа, бидејќи ова не е обична играчка. Тоа е книга и таа ќе ти го отвори патот кон знаењето. Од книгата ќе научиш многу работи. Се смирив, престанав да плачам. Кога тргнав на училиште, имав